гаснеат пожарите во Неготинскиот регион поради високите температури и веќе локализираните пожари повторно се разгоруваат. Се гасне и од воздух и од копно. Најтешка задача имаат пожарникарите, полицијата и армијата, како и локалните друштва и населението кое помага на терен за локализирање на силните пламени јазици. Во тешко пристапните терени, жешкото време и температурите над 40 степен само дополнително им го тежнуваат гаснењето. Тешко оде, непристапни терени, изнемоштени, се бориме колку можеме. Има повеќе стратегии и со самите пожарникари улаваме у непристапашниот терен и не му дозволуваме да навлезе длабоко во шумата. Сега тие се многу тешки моменти за самите пожарникари. Доле е густ чат, имаме заштитна опрема, но високите температури си го прават своето. Пожарите на планината Серта од страната на Неготино се во најкритична состојба, потврди и првиот човек на Центарот за управување со кризи, Ангелов. Се работи за долга линија, можеби 30 на километри, која што не гори целата, но новија 30 на километри имаме најмалку 20 на жешки точки на кои што имаме, би рекол, веќе одделени пожари, бидејќи се одделени едни од други. На пожарите низ цела Македонија се интервенира од воздух со сите хеликоптери и ертрактори кои ги има земјава, но и со странската помош која пристигна. Активиран е и хеликоптерот од Србија која со носивост до 5 тони вода, а втор ден пожарите ги гаснат и двата ертрактори и хеликоптерот кој пристигна од Турција. Заедно со нив десетици тони вода врз пожарите истураат и трите ертрактори на ДЗС, еден хеликоптер на МВР и двата хеликоптери на армијата. Хрватскиот канадер ќе го приклучиме кон ертракторите кои што почнуваат со гаснење на планината Серта. Во секој момент треба да слетаат два словенечки хеликоптери, како и еден црногорски хеликоптер. Регионалниот пат тип Неготино веќе неколку дена е затворен, бидејќи според проценките и ширењето на пожарите не е безбеден за користење. Армискиот полигон Криволак е ставен локализиран под контрола од неја, целосно изгасен и сега за сега не постои опасност за негово ширење. Знаете и како што зборевме и овие претходниви денови, се зависи после 12 часот попладне, кога доаѓа до екстремно зголемување на температуриве. Во Неготинско пепелиште дојде и председателката Силјановска Давкова, која беше на брифинг во касарната и како што посочуваат од Вила Водно, оддала признание на сите припадници на армијата, кои професионално и посветено се ангажираат во справувањето со пожарите.